Градот Битола има исклучителна културна и традиционална сцена, на која се пресекуваат не само македонското културно наследство, туку и на останатите етнички заедници. Сите заеднички направиле еден доста интересен конгломерат кој треба да допринесе за заедништво и почит меѓу сите. Албанската традиција и култура е блиска до македонската, но за тоа што се издвојува токму во оваа традиција, ќе разговарам денеска со Сибила Алимовска, председател на Сдруженијето 22 нентори од Битола. Сибила, ви благодарам на тоа што ја прифативте поканата и денеска во петочно издание што сте гостин во утринската програма Деница. Ви благодарам уште еднаш за вашата покана. Чест е задоволство ми да присуствувам во вашето студио и секако на најинтересната тема за албанската култура и традиција. Во текот на оваа година и предходната организиравте низа настани, но на почеток еве како дојде до идејата за да се оформи едно вакво здружение, 22 нентори, што значи сето тоа? Имавме доста информации кои што ги поседувавме дома во книжена форма, доволно информации собрани од нашите пријатели кои што се занимаваат со култура и историја, доволно информации од нашите прабаби кои што ни оставиле доволно културно и историско богатство и сето тоа ни даде еден мотив и еден поттик дека треба да работиме во тој правец и онака Битола беше единствениот град за кој што релативно постоја многу малку информации и затоа со другите членови кои што се во нашата организација, ни дојде идеја дека треба да се осветлат сите тие информации и да им се даде до знание на битолчаните и на другите луѓе дека во Битола има традиција и има култура за албанците. Што е оно што посебно се истакнува од онај конзулски период па се до денес, кога станува збор за традиција, култура, фолклор, народен милос, сето тоа влегува? Вие редовно ги следите нашите настани и јас за тоа сум и многу срекна, затоа што присуствувавте и на Битфест фестивалот во 2015 година во периодот тој јули-август кога беше. Значи, прво со што сте истакнавме ние како организација беа албанските модерни фустани. Периодот конзулски, тој беше периодот од 1913 година. Фустаните беа уникатни и вистински, затоа се потврди од страна на етнолозите, од страна на историчарите, дури и од оние кои што веќе доволно има информација за тој конзулски период преку нивните фотографии. Фустаните ни остане од нашите прапрабаби, а некои веќе ги собравме од другите семејства, кои што традиционално живееле во Битола, но сега за жал се иселени. Некои од нив веќе се наоѓаат во Австралија, во Америка, некои дури и во Скопје, но секако сме во соработка со нив за сето она што нас не интересира. Бидејќи споменавте настап на Битолско културно лето, тука се, како што споменав и претходно, настаните, она што е интересно тоа се сестрите Киријази. Кои се тие? Впрочем, тие се две сестри за кои што навистина можам да кажам дека историјата на албанскиот народ е креирана преку сестрите Киријази, затоа што тие се две жени емансипатори, едукатори на албанската жена и секако се реформатори на образованието и на едукацијата и секако едната од нив, Парашчеви Киријази, која што активно учествувала на Битолскиот конгрес и унифицирањето на албанската азбука, е единствена жена која што е синоним на албанската жена, а потоа и незината сестра Севасти Киријази, која што секако родена во Битола, растени, едуцирани, а потоа заминале во Корча за да се завршат нивната мисија. Севасти е таа која што го оформила првото албанско училиште во Корча во 1887 година, со тоа што незината цел била да ги мобилизира жените албанки и да ги едуцира во правец на тоа што ќе научат убаво да пишуваат, да ги изразуваат нивните мисли и секако да го проложат образовниот пат. Интересно е тоа што во Битола веќе има место локација и музеот на албанската азбука. Интересно е тоа што албанската азбука почнала тука да се формира, значи на битолско тло на некој начин. И сега повеќе, бидејќи секогаш постоја дилеми околу тие важни историски моменти за еден народ, бидејќи сепак писменоста е гласноговорник за тоа каква традиција и на какво културно ниво е достигната една нација, вака поблиску во тој период од 19. век.
Речем 1909 година, 1912 година веќе пристигнуваат конгресмените во Битола, 12, од кои што 11 биле мажи, само една била жена. И лично е многу важен тој период, затоа што навистина да се направи една албанска азбука, сепак постојат, прво постои страф. Потоа постои страф од тоа дали ќе успее таа азбука, затоа што во тој период се пишувало на латински, па се пишувало на арапски, се пишувало на турски. Меѓутоа, после дошло до таа мисла дека конгресмените треба да се договорат и дека треба да постои една азбука која што ќе биде блиско до латинскиот, но сепак ќе биде албанска азбука. Важен монумент е Конгресот на Битола, затоа што таа е единствената институција со која што се идентификуваат албанците во овој град и не само албанците, затоа што јас сум го кажала тој неколку пати дека музеот на албанската азбука е за сите. Тоа е гордоста на нашата Битола. Секако, како работи овој музеј и дали има посетеност од странци? Апсолутно со реставрацијата што се случи во 2011 година, зборувам за таа внатрешна реставрација со поставување на тие историски фотографии за кои што има дати конкретни, за кои што постојат доволни истории, доволни списи и надписи. Секако дека станува збор за еден многу сериозен период и за сериозна посетеност, за сериозна заинтересираност, иако сепак има потреба музеот од доволни средства, од доволни инструменти и секако податоци за што конкретно се случувало во тој период, за кој што сметам дека екипата на музеот на албанската азбука работи во таа насока и секако дека контактира со институциите кои што навистина имат податоци за Битола, имат податоци за конзулскиот период. Бидејќи доста интересно е она како вие ги организирате сите тие настани и работата, самата презентација нели на фустаните, на сето тоа од времето на конзулството во Битола. И сега нешто друго што работите, бидејќи неодамна организиравте трибина. Да, присуствувавте вие исто така на научна трибина, која што ги поканивме сите жени албанки од Албанија, од Косово, дури од Македонија. Значи на трибината присуствуваа жени од кои што се претенички во парламентот во Албанија и во Косово, жени етнолози, жени кои што се занимаваат со културната и историската традиција и секако дека сите си имаа свој говор кој што го одржа на трибината. Имавме еден наш почитуван гостин, кој што е сега директор на првото албанско училиште во Корча, кој што навистина ни донесе еден ексклузивен материјал за кој што сите беа изненадени од фактите кои што ги прикажа, дури донеси едно ексклузивно видео каде што се слушаше сестрата Парашчеви Киријази како им дава порака на албанскиот народ дека треба да го чуват јазикот. Одлично. Бидејќи ако ги запазиме оние сите законски регулативи кои што се модерни во овој период, значи имате еден лагоден живот албанците кај нас во Македонија. Апсолутно. Во секој случај и според она што јас можам да го видам тука во Битола, важи за дека се одржува тој соживот и тоа е многу важно. Да не тргнеме од оние политички сите тоа, јас би сакала она што е чисто во сето тоа, што е оно што пошто се издвојува албанската жена, ќе обрнеме внимание како на поранлива категорија во секој случај, што е оно што е истакнува во минатото, да го споменавте 19-тиот, почетокот на 20-тиот век, сега во цутот на 21-виот век, што е она што е истакнува албанската жена? Модернитетот пред се. За често сум го кажала неколку пати, го кажувам и сега дека привилегија е да се живее во Битола, затоа што не случајно жената албанка, па дури и другите жени, кога се појавуваат на некое друго место, значи тоа се гледа дека е жена од Битола. Пред се модернитетот, начинот на кој што се негува една битолска жена и секако културата и традицијата која што ја носи. Ако дзирнеме во соседна Албанија, како сето тоа функционира, може да се види дека културата е на многу високо ниво. Мислам, може да се носи со било кој од европските земји. Начинот на образување е многу... Тоа што забележав минатото лето е дека жените албанки посебно обрнуваат внимание на образованието. Имајќи го предвид фактот дека уште во минатото Тирана представувал еден културен едукативен центар со
многу бројни образовни институции за кои што јас секогаш сум велела дека албанскиот народ во Албанија ми се чини дека е роден со 5 јазици, затоа што тие во домашна средина зборуваат активно италијански, активно грчки, се усовршуваат и на другите јазици, така што за нив не представува никаков проблем. Едукацијата уште во времето на Емве Роџа, значи представувало столб на албанскиот народ, и со тоа мислам дека Албанија се издвојува како една културна и образовна, да речем, културен образовен народ, затоа што сепак институцијата си го прави своето. Што се однесува до Македонија, значи многу покасно жената албанка почнала да се развива, затоа што не дека не постоеле институции. Меѓутоа, традиционалниот начин на воспитување во семејството не дозволувала жената албанка да биде нешто повеќе, за кое што јас кажав дека бариерите се веќе скршени и албанската жена се наоѓа токму на таа позиција каде што требаше да се најде во минатото, меѓутоа еве сега е дојдено времето жената албанка да се истакне и мислам дека е рамноправна во социјалниот, економскиот и политичкиот живот. Бидејќи во вторникот се одбележа 8 март, меѓународниот ден на жената, како вие го одбележавте? Пред да дојде меѓународниот ден на жената, ние претходно имавме еден наш настан, кој што беше исто така да се надоврзам на образованието, 7-миот ден, денот на наставникот и денот на формирањето на првото албанско училиште во Курча. Ние ги собравме сите наши ветерани на албанското образование во Битола, кои што се сега пензионери, а сепак се првите тие кои што допринесоле најмногу во образованието во основното училиште Гоце Делчев во Битола, и секако беше еден многу убав настан, затоа што имавме и жени и мажи, а воедно им посветивме доволно внимание на жената албанка. Не најмногу ја истакнавме на тркалезната маса, но разговаравме и на други одредени теми. 8 март, денот на Меѓународниот ден на жената, секако го одбележавме со тоа што се разменивме цвеќина, доста пораки на кои што им порачавме добро здравие и успех во понатамошната деловна и професионална работа. Бидејќи 22 ноември, верувам дека не е сконцентрирано во здружение да работи само во Битола, туку, како што споменавте, и на територија на Република Албанија, таа линиска поврзаност со Корча, можеби со други останати организации од Битола и од Македонија. Работиме, сме ново формирана организација, меѓутоа веќе интересот е голем за соработка со нашата организација, пред се почнувајќи од факторот Албанија, потоа во Косово, па и во Црна Гора, но се шириме, да речем, и тука во нашето подрачје, за кој што редовно добивам телефонски повици и пораки за тоа кои сме ние, што работи нашето здружение, кој е нашиот статус, какви се нашите цели. Верувам дека ќе имаме на успешна соработка и со другите организации. Дали има евентуална соработка со Министерството за култура, бидејќи чинам беше околу пролетта, минатата пролет, кога најавија големи проекти и вложување во музеот на албанската азбука во Битола. Апсолутно, таа релација помеѓу нашето здружение и Министерството за култура и музеот на албанската азбука, јас мислам дека тоа е едно нераскинливо здружување, затоа што фактите кои што ги поседува здружението и една институција, затоа што веќе ние сме теренци, работиме на терен, имаме доволно време за да собираме факти и артефакти, меѓутоа музеот е таа институција која што чека подготвено нешто. Не дека таа не делува во таа насока, меѓутоа од идеја до реализација сепак тоа е малку подолг период. Министерството за култура е главен поддржувач на нашето здружение, на музеот на албанската азбука, да напоменам исто така и секретаријатот за имплементација на рамковен договор, за кој што ние веќе цела година го работиме проектот на животот и делото на сестрите Кирјази, кој што е финансиран токму од таа институција. Јас сметам дека потребни се вложувања, не само институционални, меѓутоа потребни се вложувања и од надворешен фактор. Значи, јас секогаш сум го кажувала тоа дека диаспората, односно лицата кои што живеат надвор од Македонија,
Ако навистина им интересира културата, ако навистина сака да се задржи Битола како еден културен центар, мислам дека средствата треба да бидат добро дојдени во Битола. Како што споменав и во самата најава, бидејќи сепак тука станува тој пресек на различни култури, не само на македонската, не само на албанската, туку има турска, влашка, српска и сето тоа, нели, тој историски текст го направил своето. Бидејќи ја споменавте научната трибина за сестрите Киријази, колку има отвореност од македонските доктори на науки, на историчари кои што се занимаваат со одредени проблематики и теми од тој временски период да зборуваат отворено за овој временски период? Интересен е фактот и затоа и пред малку напоменав дека навистина сака да контактираат со нас. Редовно сум јас поканувана на различни културни едукативни емисии, дури и ми поставуваат најразлични прашања за кои што јас дури и кога заминувам од студио морам да истражувам, значи за во секој еден нареден период јас да бидам подготвена за секој едно новинарско прашање кое што се поставува. Имајќи го предвид фактот дека на интернет постојат недоволни информации. Значи тоа се информации кои што се ставени од некои лица кои што онака истражувале на некои теми. Они информации кои што нели, тоа го разговаравме пред да го започнеме разговорот на интернет, не постојат многу информации или само се нафрлени информации за кои што навистина тоа предизвикува пред се едно двоумење кај историчарите, кај академците. Исто така, значи треба да се навлезе во една многу подлабока тема, дали тоа е тој период за кој што ние разговараме, дали тоа се ликовите кои што се наметнати. Дури сретнувам на информации на интернет за кои што ликовите се веќе сменати. Не може едната личност, значи, во исто време да биде и едукатор, а на исто време да биде и во некоја друга земја како пропагатор, па и да биде и директор. Значи, се работи за еден период, за една иста личност, каде што мора таа личност да се знае во тој период што било. Значи, некои измешани факти, измешани години и месеци, за кои што навистина смета во албанската историја. Не само во тоа, него меѓутоа смета и во самото истражување, затоа што тука се појавуваат тие контрадикторностите. Не да може да почнат да учат во училиште. Да почнат да учат, да. Јас сум се сретнала исто така и во книги за кои што децата учат, значи за некои измешани факти кои што јас и апелирам до сите академци, апелирам и до историчарите и до сите образовни институции да посветат внимание на фактите кои што се приложуваат во книгите, за кои што идните генерации ќе треба да учат, да се просветуваат, а тоа сепак останува во една култура и традиција. Истиот факт го имавме и во Музејот на албанската азбука, за кој што имавме наш историчар кој што е донесен, навистина забележа доста грешки во периодите, значи, на раѓање и онај другиот период, значи, од животот, кај што беше погрешен во самите слики. Мислам дека не представува една сериозна слика. Ако веќе постои тој период, јас тоа го кажав и во Музејот на албанската азбука, сум го кажала и надвор во институциите, дека треба некои факти да се коригират. И колкав слух има на тоа? Дали се отворени за соработка? Бидејќи сепак треба да има условно кажано на спојка од двете страни, затоа што сепак се работи за историја, не може само еден да зборува. Значи кога веќе се зборува за факти, мора да бидат сите поддржувачи. Затоа што јас кажав дека тоа смета, тоа бодеш во очите да се сгреши една година. Меѓутоа институциите некако во последно време го занемаруваат фактот дека треба да се изврши корекција. И за тоа јас се повлекувам. Меѓутоа и апелирам и го кажувам дека некои работи за кои што се зборува, за историја поготово, мора да биде прецизирана. Бидејќи има доста актуелни и интересни албански автори, ќе го издвојам Исмел Кадаре, кој има напишано, јас секогаш читајќи го споредувам со Албер Ками, веќе се и на исто рамниште и на иста... Ме интересира во тој план, бидејќи сега зборуваме за култура, колку може да се направи и современите албански писатели да бидат преведени на македонски, да бидат достапни во нашите книжарници, но исто така и овие интересни работи како што се создавањето на албанската азбука, нели, во Битола, животот и работата на сестрите Киријази, колку ќе се обидете сето тоа да доживее на книжевна форма и да биде подостапно за сите оние кои што се интересираат на оваа тема.
Членовите на Сдруженијето 22 ноември веќе веруваат во мене, верува и Министерството за образование и култура. И јас сум веќе на терен, доволно истражувам, доволно се запознавам со луѓе кои што живееле во тој период, да речам сега се веќе 80-90 години, некои факти веќе се избледени, за кои што јас морам неколку пати да ги прашам, неколку пати да се анализирам и самата себе си, дали моето собрано е тоа што треба да биде, дали е тоа така. Меѓутоа јас најавувам дека за скора иднина сето тоа наше истражување, моето истражување на членовите од организацијата, дека ќе стане една добра книга која што ќе се чита од идните генерации. Сибила, јас ви благодарам многу за вашето гостување во Тринската програма Деница. Ви посакувам многу успех, па следно се гледаме на некоја промоција, на некоја следна изложба. Сигурно дека се гледаме. Најавувам настана 24 април, тоа е нареден месец, Светски ден на книгата, за кој што се разбира дека ќе бидете поканети, се разбира дека ќе ви бидам повторно во студио со нови факти, со нови информации. Ви благодарам уште еднаш што редовно ги следите нашите настани. Благодарам. Благодарам. Почитувани, ние одиме понатаму со Тринската програма Деница.